Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Триесет и пет нови случаи на COVID-19 во Тетовско во последното деноноќие. Од почетокот на пандемијата до 1 октомври изготвени се над 11.000 прекршочни платни налози за неносење маски. Фотогрупата Чкрапија одржа својата 17-та изложба, овој пат на отворено во музеот на Тетовскиот крај. Пречистителната станица за отпадни води за индустриската депонија во Тетовско Јегуновце не работи. Екологистите алармираа на социјалните мрежи објавувајќи фотографии од токсичен исцедок на површината на земјата. Од менаџментот на компанијата Југохром велат дека процесот ќе продолжи откако ќе заврши реконструкцијата на пречистителната станица која се наоѓа во кругот на фабриката. Отпадните води од индустриската депонија во Тетовско Јегуновце излегоа на површина. Можат да се забележат по карактеристичната жолта боја. Екологистите со објавување фотографии на социјалните мрежи алармираа дека овој токсичен исцедок содржи 6-валентен хром, кој е канцероген. Од менаџментот на фабриката Југохром во чиј круг се наоѓа пречистителната станица, вела дека процесот за третман на отпадните води е во прекин поради реконструкција на станицата, но истиот ќе продолжи. Заради дотраеност на одредени елементи од самата пречистителна станица се врши реконструкција на неа. Во најскоро време треба да биде завршена реконструкцијата. Тендер има распишано Министерството за животна средина. Компаниите кои ќе го доберат тендерот треба да ги монтираат, да ја монтираат опремата и после тоа ќе се нормално ќе функционира пречистителна станица, ќе се намалат овие води за кои разговараме денеска. Аријанит Џафери од Сдруженијето Екогерила вели дека за овој проблем алармирале одамна. Загадената почва во тој регион содржи голема количина на хром, поради што треба да се изврши процес на медијација, односно да се прочисти почвата. Треба да се изврши медијација на почвата во Јегуновце поради тоа што содржи голема количина на хром и тоа е опасно и за за земјоделство да се работи и за водата што се пие и во Јегуновце, но и во Скопје. Индустриската депонија која е стара со децении е во надлежност на Министерството за животна средина. Тука е депониран од градежен шут до индустриски отпад од хемиска фабрика која работела во Јегуновце. Системот кој во моментов е во прекин има за цел да ги собере отпадните води кои се контаминирани, да ги донесе во кругот на фабриката каде се прочистуваат и се пуштаат во реката Бистрица, односно во Вардар. 35 нови случаи на COVID-19 се регистрирани во последните 24 часа во Тетовско. Од нив 26 се во општина Тетово, по 4 во Боговиње и Брвеница и 1 во Јегуновце. А здравствените работници порачуваат дека не е вината само кај граѓаните, туку олабавени се и мерките. Да не се префрла целата вина за ширењето на коронавирусот само кај граѓаните. Оти олабавени се и надлежните, сметаат здравствените работници. Ако на почетокот на пандемијата тетовските власти постојано бараа и предложуваа мерки, последниот период кога состојбата и тоа како е алармантна во Полошко, ги нема никаде. Прво треба надлежните да се свеснат, оти ако тие се опуштени и народот ќе биде. Сите би треба да се ангажираат, не само градоначалниците и пратениците. Сите, апсолутно сите да сватат дека ова е озбилна состојба и дека нема шал. И да не чекаат дома да му се деси нешто у фамилија, па да речи да, вистина било дека се умира од овој вирус. Месецов Тетово е со речиси секојдневно двоцифрени бројки на ново заразени. Со тоа расте бројот и на лица во изолација, близу 600. Полицијата контролира, но мерките не се почитуваат целосно. Пациенти шетаат позитивни, се прекршува мерката за изолација, за неносење заштитни маски пак досега се казнети илјадници лица. И денеска побаравме одговори од локалните власти дали и што прават околу состојбата со вирусот во Тетово, но не добивме.
Медиумите остануваат непожелни, а пример за тоа е и последниот кризен штаб кој се одржа минатата недела после повеќе од 2 месеца, а разбравме од социјалните мрежи. Коронавирусот на гостиварското подрачје се шири главно во семејни кластери. Загрижува што последните неколку денови се зголемува бројот на хоспитализирани пациенти. На инфективното оделение има само уште 2 слободни кревети. Најголемиот дел од новите случаи на заразени со коронавирус во регионот на Гостивар се од семејни кластери. Лекарите ги загрижува што расте бројката на пациенти кои имаат потреба за хоспитализација. На инфективното одделение во Гостиварската болница, кое пред неколку денови беше полупразно, сега има само 2 слободни кревети. На одделение моментално престојуваат 22 пациенти од 24 кревети, значи имаме уште 2 кревети машки, што можат да се пополнат. Двајца ни се на кислородна поддршка и 3/4 се во средно тешка состојба, другите се во, да ги речам, не во лесна, али во една средна состојба, така. Зголемен е бројот на ново заразени во Гостиварската општина и околијата. Значи, ние тука спаѓаат и Врапчиште, и општина Ростуше и Маврово. Има голем број на кластери, значи фамилии во кои имаме 4-5 што се заболени и тие се во домашна изолација. Според податоците од медицинските служби, меѓу потврдените случаи на корона периодов се 2 деца на возраст од 9 и 1 година. Носењето на маска е едно од 3 златни оружја во борбата против ковид, кое доколку сите го користиме, значително ќе го намали проширувањето на вирусот, потсетува доктор Наумовски. Без маска друго е. Значи со маската, јас кажав дека со маската, значи кога би бил болен, 70% од вирусот останува во маската на болниот. 30% со нашата маска, значи ако јас имам маска што не сум болен, се задржува на, значи 1 до 2% можеме да се заразиме. Тоа е многу значајното, затоа викаме маските какви биле. Значи не мора да се од најсовремените како што ги кажуваат, ама какви да носиш маски, значи заштитуваат. Тимот на инфективно вели дека засега успеваат да се справат со напливот на пациенти и да одговорат на потребите на болните од згрижување и терапија. Тешко е да се предвиди како ќе се одвиваат работите во следниот период, но доколку и натаму расте бројот на заболени на кои им е неопходна хоспитализација, ќе се активираат и дополнителни капацитети. Од почетокот на пандемијата до 1 октомври изготвени се над 11.000 прекршочни платни налози за неносење маски. Повеќе детали од информациите на секторот за внатрешни работи Тетово. 556 лица се санкционирани во изминатава нецела седмица за неносење маски, информираат од секторот за внатрешни работи. За сите нив следувале соодветни поднесоци, истакна портпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски. Во изминатава нецела седмица, поточно од 13 до 19 овој месец, полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вкупно откриле и санкционирале 556 лица, од кои 330 на Тетовското и 226 на поширокото гостиварско подрачје, кои не го почитувале, односно го прекршиле членот 6 од владината уредба за задолжително носење на заштита на лицата пред се на заштитни маски, марами, шалови или друг вид прекривки. На сите прекршители изготвени им се соодветни прекршочни платни налози и ќе се соочат со парична глоба од 20, односно 10 евра во денарска противредност, во зависност од тоа дали ќе ја платат во рок од 8 дена или наплатата на паричната глоба ќе се изврши преку Комисијата за прекршоци. Од 8 март, од кога започна спроведувањето на мерките, па се до 1 октомври, изготвени се над 11.000 прекршочни платни налози за неносење маски, информира Јосифовски. Исто така во овој период се и 332 кривични пријави за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија и за пренесување заразна болест согласно членовите 205 и 206 од Кривичниот законник. Од СВР Тетово известуваат дека и понатаму ќе се продолжи со контролните активности за санкционирање на лицата кои не користат соодветна заштита, онаму каде што е задолжителна.
31 годишен гостиварец агресивно се однесувал кон полициски службеници кои превземале службени действија во однос на сообраќајот. СВР регистрира и сообраќајна незгода и физички напад, како и акциска контрола за прекршоци во сообраќајот. 73 годишна жителка на Тетовско село вчера во 9 часот и 25 минути пријавила дека предходниот ден околу 16 часот во семејниот дом била физички нападната од незината 37 годишна снаа. Пријавената по извесно време била повикана во полициската станица Тетово и се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот, пошто против неа ќе следува соодветен поднесок. Вчера околу 12 часот полициски службеници на оделението за внатрешни работи Гостивар привеле 31 годишен гостивар бидејќи се однесувал агресивно кон полициски службеници кои преземале службени действија од областа на сообраќајот на улицата Гоце Делчев во Гостивар. Се расчистува случајот и против него ќе биде изготвен поднесок. Вчера вечер околу 21 часот и 25 минути на магистралниот пат Гостивар-Кичево во близина на стража 19 годишник од Гостиварско Врањовце, управувајќи патничко моторно возило со гостиварски регистарски ознаки, изгубило контрола и излетало од коловозот. Повредениот возач е пренесен во Гостиварската општа болница Ферит Мурат за укажување на лекарска помош. На местото на несреќата увид извршила екипа од оделението за внатрешни работи Гостивар. Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 8 часот до 13 спровеле акциска контрола на пешаци и нивното однесување во сообраќајот. При контролата вкупно биле откриени 39 прекршоци, 30 во Тетово и 9 во Гостивар. Целта на акциската контрола е подигнување на сообраќајната свест и култура кај пешаците и нивна поголема безбедност. Од Министерството за внатрешни работи со апел за предпазливост до граѓаните, бидејќи често се јавуваат случаи на измамници кои ги лажат граѓаните дека нивни роднини доживеале сообраќајна несреќа. Во дневниот билтен на МВР се почесто сме сведоци на пријави за измама насочена кон повозрасни лица. Начинот на измама е со телефонско јавување на измамниците кај повозрасни лица, при што ги доведуваат во заблуда прикажувајќи им лажни факти дека нивен син или ќерка предизвикале сообраќајна незгода во која што е прегазено дете. При тоа тие се представуваат како сведоци на сообраќајната незгода или како официјални лица и им нудат за одредена парична надокнада да помогнат нивниот син или ќерка да не заврши во затвор. Има и такви случаи кога измамниците ги доведуваат во заблуда оштетените да помислат дека телефонски разговараат со својот син или ќерка кој со вознемирен глас им кажува да го прават тоа што се бара од нив. При тоа измамниците ги наведуваат оштетените за кусо време да ги обезбедат паричните средства, а тие доаѓаат пред нивните домови и ги подигаат. Од оперативни сознанија на Министерството за внатрешни работи, измамниците на ист начин функционираат и во Бугарија и во другите соседни земји. Од тука Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните да бидат предпазливи во комуникацијата со непознати лица, која најчесто се врши по телефонски пат, да не наседнуваат на измами, да ги проверуваат податоците и да не даваат пари на измамниците, а сите сомнителни случаи веднаш да ги пријават на бесплатниот телефонски број 192. Што се однесува до веќе пријавените случаи, Министерството за внатрешни работи превзема мерки и активности за пронаоѓање и санкционирање на ваквите измамници. Фотогрупата Чкрап ја реализираше својата 17-та традиционална изложба овој пат во малку поинакви услови, со маски на отворено небо. Изложбата ја отвори Драги Неделчевски, а се одржа во музејот на Тетовскиот крај. Уникатни, креативни, слободни, селекцијата на фотографии кои членовите на фотогрупата Чкрап ја избраа за оваа година повторно привлече големо внимание кај љубителите на фотографијата. Традиционалната годинешна изложба ја отворија во музејот на Тетовскиот крај, на отворено небо, овој пат поразлично од минатите години, со маски и почитување на протоколи за заштита. Групата прерасна во вистинска дружина на слободоумни фотографи, а сега брои членови од други градови. Фотогрупата Чкрап од Тетово, всушност не е само од Тетово, затоа што имаме членови кои што живеат во Тетово, кои што живеат и се од други градови од Македонија, и имаме членови кои што се преселени во други земји, па и во прекоокеански, но нивната фотографска душа е во фотогрупата Чкрап. Значи, фотогрупата Чкрап
Само со овој податок е необична појава на македонската фотографска сцена. Ние се гордееме со тоа, навистина сме многу необични. Ние не сме формално регистрирана група, според законските прописи како здружение на граѓани или нешто слично, фотоклуб. Ние немаме собствени простори, ние никогаш не сме добиле никаква финансиска помош од државата или од Министерството за култура, ниту пак, не дај Боже, некоја си награда на градот за заслужни уметници. Иако фотогрупата Скрап делува од 2003 година, а од 2004 година, секоја година, традиционално, на есен или на зима, ја одржуваме нашата изложба на фотографии, посветена на граѓаните на овој град. Изложбата нема посебна тематика, фотографите имаат слобода да го изберат најдоброто од нивните сработени дела во изминатата година. Драги Неделчевски вели дека повеќе се представени самите фотографи отколку фотографиите. Всушност, интимата на фотографите, кои што се членови на фотогрупата Скрап, тоа што го доживуваат, тоа што сакаат визуелно да го искажат, да го изнедрат од себе, секој тоа го прави на различен начин, а тоа всушност е и богатството на фотографијата. Оттаму е различноста на приодите и на темите што се забележува на сите овие фотографии. Досега не одржали изложба во услови на пандемија, но фотографите и во вакво време ја изразуваат својата креативност, па на свој начин прават, како што вели Неделчевски, запис за едно многу необично време. Повеќе нема ништо да биде исто и некој повеќе, некој помалку се трудат да го забележат тоа. Сега, јас лично имам направено неколку фотоесеи за животот во време на пандемија, во време на полициски час, па дури ете и вечерва имам една фотографија која што асоцира или двете на ова сегашно време, иако не инсистиравме да има многу фотографии, значи луѓе со маски, да не премине тоа во еден маниризам. Значи, сепак оставивме слобода. Но ако ги погледнете овие фотографии, ќе видите дека на некој начин се чувствува целата таа стегната атмосфера. Така што ние као фотографи, не сакам да кажем уметници, значи ние као фотографи се трудиме тоа што го кажав пред малку, секој тоа што го чувствува да го искаже на некој начин. Ова е нивна 17-та изложба. Заинтересираноста на тетовци и другите љубители на фотографијата беше голема, па иако со маски, сепак уживаа во изразот на фотографите од Шкрап. Градскиот женски младински хор Менада ќе настапи на одбележувањето на 175 години од упокојувањето на Кирил Пејчиновиќ. Манифестација која ќе се одржи на 22 октомври во 19 часот во Духовно-културниот центар во Лешок. Традиционално, Градскиот женски младински хор Менада од Тетово, сите овие 4 децении изминати, настапува и води сметка, концепирајќи своја програма, да биде по некој повод одбележување на јубилеј. Ние овој пат сме многу среќни што имаме можност да одбележиме еден мощен значаен јубилеј, а тоа е 175 години од упокојувањето на Кирил Пејчиновиќ, преродбеник, кој што за овие наши простори македонски е мощен значаен, посебно за нас од Пологот, затоа што народниот јазик го негува он и така да имаме можност да и ние се вклучиме во ово одбележување, затоа што сме во предвечерието на следната година, ние 250 години од неговото раѓање, така да и ние се вклопуваме на некој начин во оваа најава на мощно значаен јубилеј. Хорот Менада ќе настапи со православна духовна музика на 22 овој месец, во четврток, во 19 часот во Духовно-културниот центар Кирил Пејчиновиќ, во манастирскиот комплекс во Лешок, при што ќе водиме сметка да се запази дистанцата, затоа што исто како на Техо што правевме и овој пат така, пред 2 дена имавме концерт во Гостивар, исто тоа го направивме на православна духовна музика, пред 2 недели во Света Софија во Охрид, така да настојуваме да оваа духовна музика ја доближиме до нашите гледачи. Одбојкарите на Универзитет Тетово ја забележаа втората победа оваа сезона, откако синоќа го совладаа Штип УГД со максимални 3:0.
Одбојкарскиот клуб Универзитет Тетово продолжува со одличните игри во новата сезона. Тие синоќа во рамки на второто коло од првата машка одбојкарска лига на Македонија ја забележаа и втората победа оваа сезона, откако го совладаа Штип Угада со максимални 3:0. Од стартот на надпреварот се виде дека тетовските одбојкари се апсолутни фаворити на овој надпревар и во текот на целиот меч ја имаа контролата на резултатот и водството. Универзитет Тетово трите сетови ги доби со 25:17, 25:16 и 25:18. Па добро, денеска втора победа. Играчите добро изиграа, повеќе како тренинг беше ова, тренинг надпревар. Се спремаме за наредните надпревари доаѓа со Вардар, Шкендија, Струмица. Значи, повеќе на тој дел обраќаме паžnја за појаките надпревари. Честитки до екипата на Угада Штип за добрата игра. Честитки и на нашите одбојкари за прикажаната игра. Се надевам дека и понатаму ќе наставиме со победи. Наредно коло со Вардар во Скопје, се надеваме на победа. Кој е планот и амбициите на клубот за оваа сезона? Дали може да очекуваме можеби некој трофеј во Тетово? Па може да се очекува трофеј, на тоа идеме. Надпреварите од купот и првенствените надпревари, сега ќе видиме. Струмица са јаки, Шкендија са јаки, исто и Вардар. Од овие 4 екипе мислим дека ќе се бара и финалистите и првакот на првенството и на купот. Прво да им честитам на победата на Универзитет Тетово. Значи, што се однесува за нашата екипа, која што е составена од доста млади играчи, може да кажам дека сум задоволен, али со нив мора да се работи повеќе труд. Јас сум задоволен од играта на сите мои играчи, али сето ова што го дават нивниот труд може да се зголеми со повеќе работа и се надевам дека оваа сезона ќе напредуваат овие млади дечки доста напред. Што се однесува за амбициите наши оваа сезона, значи како што напоменав дека ние сме доста млада екипа и ќе бидеме задоволни ако може да бидеме меѓу првите 5 во лигата. После 2 одиграни првенствени кола, максимални 6 бодови имаат екипите на Универзитет Тетово, Шкендија, Вардар и Џио Струмица. Следното коло ќе се одигра и големото дерби помеѓу екипите кои претендираат за трофеите оваа сезона, Вардар и Универзитет Тетово.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и пријатно.